Добар ден! Од мене, Силвана Павловска и програмата Во Фокус со Силвана Павловска. Денес е 27. јуни 2024 година. Оваа програма се емитува од Мелбурн, Австралија. И денес би сакала да споделам нешто со вас, нешто што е поврзано со нашата историја, нашето потекло, тема која што мене многу ме занима. И секако дека ќе споделам нешто што е интересно, што ни доаѓа од лице кое што е стручњак за тие работи. Пред да прочитам тоа што сакам да го споделам со вас денеска, би сакала да ве известам дека се работи за професор доктор Илија Чашуле, кој што е во пензија и живее во Скопје, Македонија моментално. Илија Чашуле, роден на 24 јули 1957 година, е лингвист, македонист, славист, палео, балканолог, индоевропеист, книжевен преведувач. Докторирал во 1986 година на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, каде што ја и започнал својата универзитетска кариера. Во периодот од 1987 до 2000 година бил раководител на насоката за македонски јазик и литература на катедрата за современи јазици при Универзитетот Макуари во Сиднеј, Австралија. Сега е професор на катедрата, или беше професор до 2019 година на катедрата за лингвистика на овој универзитет. Автор е на книгите Синтакса на македонската глаголска именка, Скопје 89 година, и Basic Burushaski Etymologies, Минхен 1998 година, македонско издание Основни бурушаски етимологии, Скопје 2001 година, како и на стотина други научни трудови, вклучувајќи неколку монографски студии, објавени во најугледните светски списанија од областа на лингвистиката, во кој што ги утврдил индоевропското потекло на јазикот, изолат бурушаски и неговите врски со старите и современите балкански јазици, вклучувајќи го и македонскиот јазик. Во 1990 година напишал и учебник по македонски јазик за странци. Ете, тоа беше еден краток осврт за нашиот почитуван и ценет Илија Чашуле, кој што ни недостасува овде во Австралија, меѓутоа знам дека е можне активен во Скопје, во Македонија, и еве всушност една од неговите активности што беше објавено пред два дена, Илија Чашуле пишува: Бригите се еден од најславните народи во човечката историја, чија прататковина била во Западна и Централна Република Македонија. Херодот раскажува дека египетскиот фараон Псаметих во 7 век пред нашата ера, а ова го има анегдотално во секој учебник по лингвистика, направи опит и затвори 2 деца за да види кој збор ќе го проустат, без контакт со луѓе. Тие рекле Бекос и Псаметих. И Псаметих утврдил дека е тоа фригиски, во заграда бригиски. Фригиски не е изворното име, тоа е грчка верзија, знаете. Збор и го прогласил бригискиот за најстар јазик на човештвото. Тоа е легенда, но ако се слушаме подобро, египтјаните ја знаеле големината на бригите. Кога некои од бригите се преселиле во Мала Азија,
станале најкултурна и голема цивилизација. Биле извонредни копаничари, зборот фриз е во нивна чест. Песнопојци, фригиската стапка во музиката, играорци, килимари, фригиската капа, станале символ на слобода дури и во Француската револуција. Нивни бил и славниот цар Мида, кој од алчност се претворил во злато. Кога стигнал Александар, нашиот Александар, Санде, не? Санде, како што го нарекува Илија Чашуле, Санде. Кога стигнал Александар во Фригија, ги нашол своите земјаци и со тоа го расплетлал Гордиевиот јазол. Гордиевиот јазол. Гордиј е исто фригиски цар, пишува Илија Чашуле. И понатаму, мигрирале се до Индија, Пакистан, според индиските научници, името на санскритското божество, на огнот, бригу, е во нивна чест. Да не може човек да се изначуди, вели Илија Чашуле. Тие што останале во Македонија, биле сродни со пајонците, а старомакедонското наследство и јазик е исто бригиско. Името на Скопје, на Вардар, на Штип е бригиско. И на врвот од светот во Пакистан се директните потомци на бригите бурушите, кои во голема мерка го сочувале јазикот. Мене ми се даде честа тоа да го откријам заедно со субстратните елементи во македонскиот и балканските јазици. Звучи фантастично, но на оваа тема имам објавено 5 книги и 20 научни трудови во најугледни списанија, вели Илија Чашуле. И ние, јунаци, сме зачувале од бригиското наследство, впрочем, олицетворено и во ендонимите мијаци и брсјаци од березити. Имаме со што да се гордееме, вели професор Игор, тоест не професор Игор, туку Илија Чашуле овој пат. Имаме со што да се гордееме. Грците бледнеат пред големината на бригите. Вистината се тенчи, ама не се кине, вели Илија Чашуле. Ете, тоа го споделивме со вас денес во оваа денешна програма, посветена на мал, мислам, дел или примерок од Илија Чашуле. За Илија Чашуле и за неговата работа, долгогодишна работа, труд, напор, време и така натаму, ќе зборуваме поопштирно во нашите следни емисии. Се надеваме ќе добиеме и благослов од него, за да можеме тоа да го сториме. Ќе се работи за бурушаскиот како индоевропски и старо-балкански јазик. Јас ви благодарам за вашето внимание денес. Се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат. До тогаш ве поздравувам и ви посакувам се најубаво.